Како што видовте и како што јас и очекував, судијата одби се од почеток до крај од она што одбраната го бараше. Иако одбраната го бараше со цврсти аргументи, со законска подлога, со се што е на наша страна, и тоа судијата без никакво објаснување, образложение и така натаму, или судечки совет ако сакате, сето тоа го одби, од кои што јас одвоив две работи, кои што се многу интересни, побарав објаснување, но не го добив. Затоа што не може да дадат објаснување. Првото беше прашањето зошто прифаќаат или не прифатија не го прифатија барањето на одбраната да се иземат вештачењата кои што се направени од лица кои што кога ги правеле и кога ги предале вештачењата во СЈО немале лиценца за вештаци. Вештак не може да биде било кој. Вештак може да биде тој што има лиценца за вештак. Луѓето што ги работеле вештачењата во моментот кога ги работеле и кога ги предале, немале лиценца за вештак и на било кој суд во светот тоа веднаш би се прифатило. И тоа овде денеска тоа не се прифати и не се даде ни некое сериозно образложение. Втората работа беше поврзана со доказите. Дел од доказите не ги врачија. Дел не ги врачуваат, а не са примерки. Јасно е дека се манипулира. Јасно е дека се играат игри. Јасно е дека сето ова е фарса. Побарав објаснување, наместо објаснување, слушнавме како да не се случило ништо, односно Советот продолжи да расправа понатаму, затоа што немаат аргумент. Затоа што тераат на сила, затоа што тераат под политички притисок. Затоа што ова е политички процес, јас тоа им го кажав во судницата. И затоа што кажавте зошто е тоа така во да, ова е политички процес во кој што судиите треба да одработат. А затоа што овие 6 работни дена секој ден ми ставија да сум во судница, е затоа што сега Заев и Димитров го решаваат името и им треба да се збори за нешто друго, да се збори за Никола Груевски, за Гордана Јанкуловска, за Миле Јанакиевски, за СЈО, за ова зона, за помалку да се збори за тоа што го прават, за националното предавство на кое што во моментот се посветени. Тоа е целата фарса, зошто 6 дена поред ни ставија секој ден да имаме рочишта. Уште еден интересен момент имаме со овој случај. Како коментирате преполовината сума на Мерцедесот сега и намерата да се продава падна на 234.000? Тоа што го прават околу тоа ќе го продаваат, не го продаваат и така натаму е дел од нивниот политички популизам. Дел од медиумска пропаганда и дел од одвлекување на вниманието на јавноста од големите процеси што во моментот се водат за смена на името и на идентитетот на македонскиот народ. Наместо да се зборува за суштински прашања, тие се обидуваат секој ден да се зборува кој кров протекол на која зграда во државата, колку чини Мерцедесот според некоја сметководствена вредност, не според пазарна, туку според сметководствена вредност, и намерата е една од двете. Или планираат да создадат клима за да не се продава Мерцедесот, демек сметководствената вредност му е многу ниска, или планираат да го продадат на некој свој, за ефтини пари. Трето не може да биде. Тоа е тоа. Ако се продава, вие би го купиле, евентуално по таа цена, бидејќи... По таа ниска цена. Повелете се други прашања, дали имате сериозни прашања? Дали е ваш гласот на помите, дали барате месажери и телевизорчиња, околу тоа да се вратиме на доказите? Господи, дали вие не гледате за каков политички процес станува збор тука? Дали не гледате дека се ова што се случува е еден политички процес, најпрви со цел да се смени владата, предводена од ВМРО-ДПМН, заради промена на уставното име, кој што во моментот се случува. Него давате одговорот. Тоа е тоа. Значи, тоа е одговорот. Тоа е одговорот. Вие сакате друго да чуете, а не сакате да го чуете тоа што е вистинскиот одговор и она што вистински се случува во Македонија во овој момент. Целта беше да се сруши владата, со цел да се смени името и идентитетот. Владата се сруши, сега е целта да се одвлечи вниманието и во една друга атмосфера да се решава сето тоа. Ви благодарам, беше добро.